Poštovani gledачи, добре дојдовте во најновото издание на емисијата Интерактив. Денеска снимаме во македонска Каменица на тема Патот на лебот од полето до софрата. Основниот продукт за прехранување, а доста значаен на македонскиот народ, без кој не може да се замисли една софра, е лебот. Во минатото, речиси секоја фамилија од Каменица имало посејано барем една нива со јачмен, рж, пченица, пченка и останати житни растенија, од кои може да се направи леб. Потребно било цела година за да се добие брашното, процес кој се состои од сеење, чекање на негово растење и созревање, жетва која во тој период се одвивала рачно, проследено со изворни осоговски жетварски песни. Да се поизбрише малку. Не е лесно се знае. Дојди си, моме, кај мене, море дој. Ди си, моме, кај мене. Doјди si, mome, kaj me
вршење со помош на конј и носење до најблиската воденица на мелење. Во времето пред да се изгради езерото Калиманци, далечната 1969 година, постоеле на 20 воденици. Денеска сликата е поинаква. Единствената која постои и ден денес се наоѓа во местноста Стара Чаршија, поточно Митревско мало, а воденицата најчесто ја нарекуваат Митревска. Разговаравме со господин Малиш Митревски, еден од браќата собственици, кој ни ја раскажува приказната за нивниот наследен бизнис стар повеќе од 120 години. Ова воденица може да има преко 120 години. Имало е тука друга воденица, па таа е срушена, па после е правено таа воденица, па уште една имаше тука, воденица, влачарка, валевица имаше. Тоа беше индустријски центар во Македонска каменица. На локацијата, каде се наоѓа денес воденицата, представувала индустријски центар во тогашно време. Пред да се изгради езерото Калиманци, површината која денес е под вода, имало доста куќи и народ кој живеел таму. Но откако одлучено да се направи браната, тие луѓе се дислоцирале повисоко и создале нови живеалишта во тој реон. Според кажувањето на Малиш, тогаш имало 24 воденици кои имале доста работа. Во минатото од препишано Калиманско езеро до тука имало 24 воденици. А сега е само уште ова. Таму пошто езерото ги зафати, па некои се селија, плюс не се сее веќе земјоделието не се сее веќе. Што се доноси во магацините, од магацините се зима повише, од магацините мелеме повеќе, а плюс во магацините има млинови ама важно воденицата да поддржуваме. Мелат луѓето за леп ржено брашно, за диабетичари, за поквалитетен леп. За долгогодишното постоење на оваа воденица, значајна улога има и материјалот од кој е направена. Со камен, малтер составен од кал и слама и дебелите дабови греди кои биле донесени нарамо од Пресека, село оддалечено десетици километри од сегашна Каменица. Овие греди се доносени од Пресека, село Пресека Церско таму негде. И за време Каменица која е била општина, луѓето се доаѓали тука на состаноци, некој имало тоа и што ќе знам. И од таму гредите нарамо се доносени до тука. Тие греди се преко 120 години што се вика. На тие греди и кола скокна на воденицата, од пато излете и ништо не усе тие греди. На овој стар објект потребно е да се посвети многу внимание, затоа што е одбележје на овој рударски град. Фамилијата Митревски сакале да обезбедат некаков вид на донација и помош за негово одржување, бидејќи за било каква интервенција да се направи, треба реализацијата да биде со многу внимание и зачува автентичноста. Па, траживме донација некој да реновираме, да остане како историски споменик тука во Каменица, како најстар објект, како најприродно богатство што го има во Каменица. Ама ништо не добивме одговор тоа. Како што вели Митревски, современиот живот и достапноста на готови индустријски производи, оваа земјоделска гранка веќе и да ја нема во Каменица. Се е добро, само нема жито. Никој веќе во Каменичиот терен многу слабо сеат, орат. Нема веќе де се раѓа, нема стока и сите сме на магазинот. Купуваме брашно, трици за стока тоа. А инаку, кој си сеат повише рж за диабетичари, за црлеп да си јадат. А има секако жито. Кој што донесе тоа мелем? И пченка, и ечмен, царав. Кажавте дека се подготвува најчесто се бара рженото брашно. Рженото брашно многу се бара, ама слабо се сее. Нема од каде да најдат луѓето да си купат. И тоа е тоа. Како се движи цената на тоа брашно? Па не знам, 40-50 динари од
od kilo ide. Тоа има помала глутенска вредност во самото брашно, па затоа диабетичарите го користат или По-квалитетно е. Ево, лепше да се меси од тај леп, од ржено брашно, може да стои по една недела и ќе биде меко. И квалитет си од малку дапе да се засити, а не од тие купичките леп, купички од леп. Не, тоа не е со адитиви. Не е тоа. природното и автентичното Природно си природно под камен. И што за качамак мелат. И викат, тоа е добро за цревата, вика и прочисти недоле од камено малку ако стане нешто како рска. Викат за прочистување на цревата. Олук да се биеше, ала ви нема такова да не се мисли да се поизбрише малку. Не е лесно се знае. Dojdi simo me kraj mene, more doj. Di simo me kraj mene, dojdi simo me kraj mene.
Каков е целиот процес на добивање брашно? Потребни се два камења кои ротираат со помош на вода, а нивната тежина и дополнителната енергија од вртењето, житното зрно, го претвараат во брашно. Системот е два камена само. Два камена и вода, ништо друго повеќе. Така, нема. тие ротираат со помош на водата која Со водата, коло има доздела, воденицата врти, се гледа, кој се интересира може да дојде да види како е. Јас ви благодарам што одвоите време за да го направиме овој разговор за емисијата Интерактив, а вам почитувани гледачи ви посакувам пријатен ден и останете на фреквенцијата на Mnet телевизија, бидејќи има доста интересни содржини на нашата програмска шема. До следно видување и секое добро.